Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 597 издание. Денес ќе ви презентирам композиции од едни од најслушаните албуми за 2024 година во рамките на емисијата, односно албуми кои оставија најголем впечаток на мене оваа година, кои на еден или на друг начин ми го збогатија моето слушателско искуство и ќе бидат синоним за мене кога ќе се спомне оваа година во ретроспектива. Со оглед на тоа што многу музички поджанрови следам, имав оваа година многу голем проблем да ги составам во топ 10 листа, затоа што следам повеќе од 10 поджанрови, па затоа ќе ги отворам музичките фахови и наместо да ви ја набројувам листата, ќе говорам за секој жанр и поджанр засебно и ќе го издвојам најрепрезентативниот представник кој го препорачувам да го преслушате, така што музика имаше колку ви душа сака, само време треба да се одвои за неа. Дисторзираната музика никогаш до сега не броела толкова голем број на остварување и се надевам дека мојот избор ќе биде доволно репрезентативен за оваа година, за да ве заинтригира да преслушате некои од албумите кои можеби сте ги пропуштиле или па да преслушнете некој за прв пат во вашиот живот. Емисијата ја започнавме со Джери Кантрел и композицијата I Want Blood од неговиот нов истоимен албум, а потоа ја слушнавме и композицијата Raise the Red Flag, која се наоѓа на новото студиско остварување на Мерлин Менсон, односно One Assassination Under God, Chapter 1. А во продолжение ја слушаме една од најзначајните композиции за оваа година, The Emptiness Machine од Linkin Park од нивниот повратнички албум From Zero. Потоа се враќам во етер да ви говорам за најслушаните албуми за 2024 година во Дансе Макабре. А Дансе Макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието, тука уметниците се вистински херои, не политичарите и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот алгоритамот. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да успостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечеруваме за кажемо полноќен тан со смртта по 597 пат. Јас сум Златко Ѓереска, ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Секоја година во Дансе Макабре се соочувам со се поголем и поголем проблем на хиперпродукцијата и кога идеме можност да споделам некои нови албумски остварувања во емисијата, тоа се случува кога неам гости во неа, најчесто во Макабре Филмфест епизодите, но и да неам гости во емисијата, сепак невозможно ќе биде да се издвојат пред се сите квалитетни албуми кои се појавуваат во текот на годината и секогаш ми остануваат непреслушани албуми кои ми е мака што не сум ги вклучил во изборот, но вината секако дека е во мене и не наоѓањето на доволно слободно време да им посветам. И тука ќе ги накривам филмовите, особено неквалитетните и медиокритетните, на кои залудно ги трошам тие неколку часови дневно, кои ги одвојувам на консумирање уметност, во кои не создавам мои критички осврти, така што од година во година музиката се повеќе неправедно ја запоставувам и тие стотина албуми кои ќе ги преслушам не се доволно за да направам компетитивна листа. Преслушувам по неколку секој викенд кога ќе се објават, но не можам доволно да посветам време да им се навратам и да ги преслушам со поголемо внимание, затоа што наредната недела ќе се појават нови десетина албуми, нови албуми кои ќе ми го одземат вниманието и така е секоја недела, така што да би слушал 2-3 музички жанра можеби би било изводливо да сум задоволен со мојата слушачка практика, но со моите афинитети секогаш останува нешто недослушано, што е, се разбира, колатерална штета на недоволниот маркетинг, што значи дека не можам да престигнам да ги преслушам големите бендови, а не пак да откријам некои си нови, мали, млади бендови во подем, вредни за одбележување на годината. Меѓутоа, да не го трошам фитилот на моје кукање за недоволноста од 24 часа во едно деноноќие, за да може да се задоволат моите ненаситни апетити за разната уметност, да преминеме на тоа што треба да биде музички символ за 2024 година, односно ова е една од ретките епизоди на Дансе Макабре која ја направив по обратен редослед, односно прво ја селектирав музиката, ја подарив на сегменти емисијата, па дури потоа одлучив да пишувам белешки за артистите и да ви се обратам, така што
нема да ми биде доволна една емисија за да ги вклучам сите значајни албуми за оваа година, туку дел од тие што нема да завршат во ова издание ќе бидат музичка подлога во наредната епизода, кога ќе го бирам најзначајниот хорор филм за оваа година. Меѓутоа, емисијата ја започнаме со Джери Кантрел и композиција која се наоѓа на неговиот ностудиски албум I Want Blood, четврт соло албум поред, издаден за Double J Music. Претходниот албум беше Brighten од 2021 година, од кој не бев нешто воодушевен, но во новиот одлучил да замине во мрачните домени на Alice in Chains и непоштедно да не препушти на Калта, така што гранч уште може да се свири во 2024 година, ако не е во прашање се извинувам проадената душа како неговите колеги од Pearl Jam, кои исто така сними албум оваа година, што е убаво за нив. Меѓутоа Джери се издвојува со одлично музицирање заедно со Роб Трухилио, Даф Маккиган, Майк Бордин, Грег Пукиато и човекот кој ги поврзува Джери и Мерлин Менсон, односно тапанарот кој свири на двата албума, тоест Гил Шерон. На албумот Джери пушта корења во мрачните кантри блуз мочуришта на Afterglow, Let It Lie и Comes и Echoes of Laughter, но исто така има и побрзи композиции каде е громогласен, како што е насловната која слушнавте и синглот Vivified. Лени знаеме дека го нема, дувал секоја чест на првиот албум кој го сними со бендот, ама Джери со овој албум е поблиску до духот на Alice in Chains отколку албумите кои ги има издаден овој бенд после Dirt. Едноставно албумот е мрачен и моќен како што треба да биде гранџот. Додека сме во домени на алтернативата, да дадам по неколку фалоспеви за повратникот во музичката сцена, господинот Брайан Ворнел, односно Мерлин Менсон, One Assassination Under God, Chapter 1 е неговиот 12-ти албум, издаден за Nuclear Blast, продуциран од Тайлер Бейтс, гитариста на неговиот бенд, албум издаден 4 години по заборавливиот We Are Chaos од 2020 година, со оглед на тоа што имам преслушано многу пати сите албуми на Менсон, подпишувам со две раце дека Hollywood и Pale Emperor се неговите ремек дела, под нив по квалитет би ги сцрстил Antichrist, Superstar и Mechanical Animals, се друго е класи под нив и заедно со Антихристот и со животните ќе се брои и овој повратнички албум по обидот за канцелирање од страна на неговата поранешна девојка Иван Рейчел Вуд, незината девојка и групацијата на жени организирани од нив да се произнесат истовремено дека биле злоупотребувани од Менсон, фалсификувајќи писма од FBI пред суд, немајќи никакви докази за обвинувањето, така што овој лов на Менсон заврши само со мотивирање на него да создаде одличен албум, најде до нов дом во Nuclear Blast, да се дружи со метал бендови, да ја симне арогантната круна, па ги собра Брайан Реба Мејерс од Code Orange, Гил, Тейлор и Пигиди и замина на една распродадена турнеја како подршка на Five Finger Death Punch заедно со Slaughter to Prevail. Театралностите на Бина ги остави за себе и сега може да се однесува на Бина како рок звездата каква што и е, односно има одличен материјал кој го содржи духот на алтернативниот рок-н-рол на 90-тите, по кој е препознаен преку одличните синглки како Raise the Red Flag, Sacrilegious, As Sick as the Secrets Within, меѓутоа воопшто не се за подценување и Death is not a Costume и No Funeral Without Applause, така што огромна радост ми причини излегувањето на овој албум и уште еднаш докажа колку продуховен текстописец е Брайан кој создава evergreen хитови кои може да ги пронајдете и на ова остварување. Како на дополнување на овој алтернативен вовед ги слушнавме и New Metal великаните Linkin Park со композиција од нивниот нов албум From Zero, 8ми поред од бендот, издаден за Warner и Machine Shop. Претходниот албум им беше One More Light од 2017 година, со сега веќе поченатиот вокал Честер Бенингтон, па Майк Шинода за да ја продолжи работата на бендот и ангажираше Емили Армстронг, која имавте можност да ја слушнете во оваа емисија со незиниот друг бенд Dead Sera, да биде вокал во бендот заедно со него и да почнат да работат на ова одлично получасовно издание, кое токму поради компактноста и симплифицираноста голем број на пати ми е преслушан оваа година, лекција која треба да ја научат и сите други бендови, дека нема потреба од албуми од 90 минути да се снимаат, кога нечија суштина може и да се прераскаже во 30.
Кратка дигресија, Hybrid Theory е албумот на кој што сум пораснал, го знам на памет, Метеора ми според мене е најдобриот албум кој овој бенд го снимил, а после него само гледав видео спотови и не ми се допаѓаше Шинода, што е за мене гитарата за семплување, и не сите експерименти со мекнувањето на звукот беа успешни од страна на бендот според мене, не создавајќи песни за паметење, што е најдобар доказ за тоа. Не е таков случај со новиот албум, со кој веќе изфрли опасни синглки, како што е најубавата песна за оваа година The Emptiness Machine, потоа Heavy is the Crown, Over Each Other и Two-Faced, кои подсетија на најдобрите аспекти на музицирањето на бендот, давајќи Greatest Hits кои се збогатени со одличниот вокал на Емили. Јас не сум мало дете и знам да го одвојам артистот од музиката, така што не ме интересира Емили што прави приватно. Важно ми е што и како пее на овој супер повратнички албум и убеден сум дека многу девојчиња кои го откриле бендот, благодарение на неа ќе им стане идол за аспирирање. Панкерската Casualty ми е фаворитче од албумот, кој докаже дека може да прави Шинода гитарска музика, само да не остане формулаичното повторување од почетокот на кариерата, со тоа што наредниот да им биде солиден албум и после тоа да се издосади Майк самиот на себе си и да ја упропасти повторно кариерата, не сакајќи да го прифати називот New Metal како една незрела фаза на идентитетот, меѓутоа сепак се New Metal бенд и со тоа треба сите да се помират. Моќен камбек пред се на годината. The Smashing Pumpkins исто така снимија албум оваа година, ама јас уште не сум ја допреслушал нивната Атума рок опера in 3 Act сага, па затоа не му посветив доволно внимание и на Агори Мори Дей, кој имаше убав меланхоличен звук. Исто така можевме и пред неколку епизоди да слушнеме композиции од Попи и нејзиниот нов албум кој беше убав джубокс алтернативен албум од индастријал и металкор до поп сензибилитет кој пробиваше низ него. Во продолжение на емисијата може да преминеме на психоделичниот и постонерски звук, каде секојаш се добродадени швајцарските инструменталисти Monkey 3, кој го издадува Welcome to the Machine, односно албум издаден за Napalm Records, 5 години издаден по Sphere, односно од 2019 година. Бенд кој исто така доста го преслушувам, особено кога творам, бидејќи ми годи нивниот инструментален пристап кој содржи построкерска агресија, одлични гитарски сола, милозвучност, односно како антитежа на самата агресија, која е најдобар пример како денес space rock треба да звучи. Албум со 30 минутни песни, од кои радо ја пуштил Ignition кога ја имате слушнато во оваа емисија или пак Кали Југа, но мора да бидеме попристојни, па затоа Collision ќе слушнеме во ова вселенско патешествие, која секако дека може да се порамни со истоимената композиција на Pink Floyd, особено како атмосферично го комбинираат синтесайзерот со гитарските навевања. Своевиден домашен панон би биле до Local Blue на овој бенд, но Monkey 3 се долгогодишни космонаути кои ги виделе мрачните домени на универзумот и заглавиле таму, немајќи можност да се вратат на земјата. Имаше место само за нив или на нив сродните Causa Sui, кои исто така издадоа нов албум оваа година, ама тоа се маките на селекцијата, иако воопшто не е занемарливо и тоа остварување. Уште едни фаворити на оваа емисија се разбира дека ќе слушнеме денес, односно Orange Goblin, со нивниот албум Science Not Fiction, нивниот 10-ти албум издаден за Peaceville, на овој британски стонер heavy metal бенд со блузерски влијанија, кој го издаваат по The Wolf Bites Back од 2018-та, кој беше малку послаб од ремек делата Eulogy for the Damned и Back from the Abyss, кој неретко завршува дури во топ 10 изворот на емисијата. Сменија басистот поставата, ако пензионира предходниот, Бен Ворд реши да води поздрав живот, па одлучи да пее за политички олоши, религијата и науката, како и спиритуалноста, кои се уште се богови на долгите стихови, што ме радува. Имаат моćни творби како Cemetery Rats и се разбира тоа што ќе ослушнете Not Rocket Science, покажувајќи жилавоста и незапирливата рокерска моќ да се биде комбинација на Motorhead и Hawkwind за нови генерации, односно heavy итерација на Black Sabbath која би ја слушале во денешницата, враќајќи се во права насока во кариерата со песни за паметење. Од стонер афилијацијата морам да ги напоменам новите албуми по кои секако дека ќе се
памети годината од Black Pyramid, Greenleaf, Fu Manchu и High on Fire. Меѓутоа, треба фрлиме поглед на вечната инспирација, односно грчката стонер сцена, каде незините двигатели издадува нови албуми, односно Planet of Zeus го објавија новото студиско издание, меѓутоа моето внимание повеќе ми го привлекува, се разбира, Thousand Moods со Cheat Death, односно тоа представува петиот студиски албум издаден за Uga Buga and the Mighty Ug Recordings по гранџерскиот Youth of Descent од 2020, па се надевам дека и со новиот материјал ќе имаме можност да ги погледнеме кај нас, бидејќи имаат голем број на квалитетни композиции на него, како што се Gotzenhammer, Love, Astroloder, Speedhead, па и Black Sabbath-овската отворачка композиција Overthrown. Препознатливиот стонер шарм придонесува повеќе од половина од албумот да биде исполнет со хитови кои ќе се памтат, така што вредно остварување кое ќе се мери со нивните најдобри досега, што ретко кога овој бенд прави утка и затоа свири на најголемите фестивали во светот. Предолг е за мој вкус, затоа што помалку внимание посветувам на вториот пола саат отколку на првиот, но има сонично богатство кое се крие исто така и таму. Секако дека многу бројни doom metal бендови издадоа значајни албуми за паметење оваа година, како што се новите остварувања на Bone Gripper, Pallbearer, Crypt Sermon, Lord Dying, The Obsessed, Uncle Acid and the Deadbeats, Tribulation, Unto Others, Counting Hours, па и во домените на Sludge, мои Noise регистрите мора да се издвојат мочуришниот албум на Chatpile. Од неколку од нив ќе слушнеме музика во наредната емисија, а ова го издвоив бендот кој успеа да го почеша тој нерв во моето тело кој има потреба од тај по-негатив во мојот живот, која Pale Horse of Death ја задоволува привремено додека свиреа, но никогаш не звучел тајповски како што звучи американскиот проект Neon Nightmare со нивниот албум Faded Dream, предводен од Nate Garrett, кој има свирено и со Spirit Adrift и со Gatecreeper, но овој пат за $20 Spin го издаде долгосвирачкото првенче, кое да ми речете дека е ископан необјавен албум на Type O Negative од на времето би поверувал во тоа, затоа што е најдобриот комплимент кој имитацијата може да го воспостави за оригиналноста, што говори за мојта на музиката да има безвременска димензија и нечија идеја да може да биде надополнета од слушатели кои ќе придонесат со нејзино овековачување. Lost Silver и They Look Like Shadows се модерни пандани на Love You to Death и I Don't Wanna Be Me, така што спорите дум секвенции се загарантирани, но исто така и вампирското пеење на Герет го имитира Питер Стил до точка, така што овој 40 минутен подарок од Nate за фановите на Type O Negative е неочекуваното музичко збогатување на годината, а кое не сте биле свесни дека ви е потребно, во кое ужива во секоја нота и само се надевам дека нема да запре кариерата на Nate и овој проект тука. Не може да се пушта кој да е модерен метал правец без да се почитуваат темелите на heavy металот, па што сакате и да слушате, без разлика на епигоналноста на музичкиот правец, да не беше тој, сите ние ќе бевме амфиби, па по негова чест ќе представам два одлични албуми, еден од германката Јохана Садонис и швеѓаните од протометал монструмите Lucifer, односно нивниот нов албум Lucifer 5, кој од Century Media, од претходниот албум од пред 3 години, ако не се лажам, премина во Nuclear Blast, бендот од рангот на Blues Pills и Cadaver, како и протометал бендовите од 60-тите и 70-тите, така што имаат блуз влијанија, моќни рифови, ретро фазон, добре дојден дестилиран сатанизам, воспевајќи го Паднатиот ангел за спорото танцување на гробиштата, песни за мртвите кои не зборуваат и останати пропратни забавни композиции во кои си поигруваат со макабристичкото, односно сето тоа што Ghost никогаш нема да бидат за мене се Lucifer, затоа ги фаворизирам нив, бидејќи немаат заборавено дека рок-н-рол треба да има во нив, ама ужасно заразен е новиот албум и подсетник на сите музички благодети кои се изродени од heavy metal музиката во кој што може да уживаме денес. Не може
можам да поверувам дека едни од основачите на heavy metal звукот и до ден денес се активни и вадат албуми кои стануваат синоним за жанрот и се подобри од кога и да е, односно станува збор за британските гиганти Judas Priest, кои исто така ќе слушнеме оваа емисија со композиција од Invisible Shield, 19-ти албум, да повторам 19-ти албум на овој бенд создаден за Columbia и Epic, предводени од неверојатно моќниот вокал на Роб Халфорд, кој морам да подсетам има 73 години. Дали познавате вие 73 годишен кој може да пее високо колку него? Се разбира дека не. Нашите 73 годишни се шуткаат само во ЈСП, не возат мотори на Бина. Напротив, имав можност да ги гледам во живо во Белград и да се уверам дека и во живо се подеднакво агресивни како и на снимките и ден денес, така што на овој албум ќе ги слушнеме рифовите и солата на Глен Типтон и Ричи Фокнер, кој свиреше и со Лорен Харис, кој го замени Кейке Даунинг, потоа одлично Скот Тревис за тапани и Енди Снеп кој продуцираше овој албум за паметење, како што Iron Maiden, например, немаат снимено изминатите 20 години, нема ни да снимат, односно на овој албум ги имате Panic Attack, The Serpent and the King, насловната композиција, потоа Devil in Disguise и Gates of Hell, се 5 композиции кои нема да ви дадат простор да земете воздух на почетокот на албумот, кој логично продолжение на претходниот Firepower од 2018, меѓутоа ме подсети на агресијата на нивното дамнешно сега веќе повратничко ремек дело Angel of Retribution од 2005 година, а по возрастните слушатели ќе ги подсети и на пресвртот кој го предизвика Painkiller во нивната кариера. Бендот оваа година славеше 50 години музичка кариера од првиот албум од 1974 година. Со самиот тој чин заслужуваат симнување на капа. Ако ова е нивен последен албум, тогаш одлично запечатија кариера, а ако не, тогаш ова е тежок албум за надминување. Морам да напоменам дека и други бројни heavy metal бендови си продолжија со издавање на нови албуми, повторувајќи си ја добро проверената формула, што им работи се разбира, така што нови албуми можевме да слушаме и од великаните Saxon, Accept и Grand Magus. Само напомнам дека без разлика на тоа што не се застапени треш метал бендовите во оваа емисија, тоа не значи дека не ги мислам. Односно, наредната емисија ќе слушнеме композиции од Dustbolt и од Body Count, а треба да се напоменат и новите албуми од Midnight Category 7, Exorder, Master, Kerry King and Force, Flotsam и Jetsam, кои ги издадоа оваа година, кои го красат пред се овој жанр, во кој, например, за прв пат оваа година слушнав хибридизацијата на Bluegrass со треш во The Native Howl, кој може би ќе слушнеме наредната епизода. Исто така. Така што во продолжение, како што веќе ви напоменав, ги слушаме Monkey Tree со Collision, Orange Goblin со Not Rocket Science, Thousand Mods со Speedhead, Neon Nightmare со They Look Like Shadows, Lucifer со Fallen Angel и Judas Priest со The Serpent and the King. Потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите албуми од овој избор за албум за 2024 година. Се обидувам во секоја епизода од Дансе Макабре да има барем еден агресивен сегмент за да не биде занемарен тој аспект на музицирањето, така ќе биде и денес, во кој ќе бидат застапени 7 бендови од различни музички поджанрови. Па затоа да започнеме со прогресивните бендови најпрви, односно со условно кажано најмеките од овој сегмент, швеѓаните Opeth, со нивниот албум The Last Will and Testament, 14-ти студиски албум поред, издаден за Mother Blogged и Regning Phoenix, од кој Майкл Акерфелд одлучи да не удостои со неговиот грол, кој за негов инает го повлече после Watershed, откако го сними одличниот Heritage од 2011, кога се посвети на прогрок звукот од 70-тите, што многу ми се допадна, која беше надополнета со Pale Communion од 2014, пред да го истроши креативниот бунар на Sorceress од 2016 и Incauda Venenum од 2019, така што не беше проблемот во отсуството на длабокиот грол, туку во немањето на идеи на последните два
албуми, па реши Акерфелд да не биде својот најголем непријател и да го комбинира прогрок звукот со дед метал оставнината од минатото и да направи еден моќен амалгам како што е неговиот концептуален албум, во кој ги означи нумеролошки композициите, прегавејќи се на потребата од нивно именување и издвојување на албумот кој што мора да се слуша во целина од почеток до крај, па ако намерата му беше да ја врати навиката на слушање албуми од прва до последна нота по цена на ликвидирање на синглки, тогаш сметам дека тоа му успеа. Албумот е нивна итерација на можеби да Fall of House of Usher во комбинација со Gentleman, односно патриархот во својот тестамент ги обзнанува своите арогантни синови дека наследството ќе го добие неговата вонбрачна ќерка која е имал со послугата. Појавувањето на магичната флейта на Иан Андерсон од Джетро Тал го збогати изданието, бек вокалите на второто писание ги позајмува Джои Темпест од Europe, што даде една засебна димензија, но и без тоа слоевитиот албум кој на секое прислушување му наоѓам нови звучни талози кои швеѓаните ги има скриено на него и им представува огромно задоволство тоа да го правам, односно тие ископини да ги продлабочувам. Се разбира дека не беше тоа единствениот вреден прогресивен албум оваа година, бидејќи неови остварувања има и Caligula's Head, 9000, Ancients, Leprous, Mirror, Zillion Ardor, меѓутоа уште еден албум на најдобар можен начин спои психоделичен рок-н-рол на 70-тите, односно Tangerine Dream и Pink Floyd со дед метал на 90-тите во новиот албум на денверашите Blood Incantation, именуван како Absolute Elsewhere, издаден за Century Media, четврт студиски албум кој можам да кажем дека беше начнато од претходниот Time Wave Zero од 2022 година, со кој ги изнанервираа сите дед метал фанови и ме израдуваа мене, затоа што сними атмосферичен амбиентален доум албум, па продолжија да истражуваат во психоделичните сфери за да ја создадат подлагата за овај пред се космичка научно-фантастична опера, која продира и до домените на космичкиот страф од непознатото, надополнувајќи се на вонземјанските теми кои беа присутни во првите албуми. Тука само се проширува продорот низ безнестиот универзум, снимајќи фактички две 20-минутни композиции, односно The Stargate и The Message, поделени на 3 таблети, користејќи ја можноста да го поканат клавиатуристот Торстен на Tangerine Dream да се произнесе на вториот таблет. Уште еден мрачен албум кој се слуша од прва до последна песна, бидејќи е нераздвојливо патешествие низ време, простор и димензии со прекрасна легура на акустика и дисторзија која има незапирливо течење низ тие брановидни музички флуктуации и градации од еден стадиум во друг, демонстрирајќи дека музичкото експериментирање пред се нема граници. Додека сме кај дед метал и неговите прогресивни и технички интердимензионални патешествија, морам да издвојам и композиција за прислушување од долгосвиречкиот повратнички албум на момците од Glensdale, Аризона, односно Jump for a Cowboy. Тоа е нивниот албум Moon Healer, издаден по 10 годишна музичка пауза по Sun Eater од 2014 година. Новиот албум е издаден за Metal Blade, кој иако во Genesis и Ruination важеа за дедкор иноватори, кога ги открив и го добија своето внимание пред се, а денес повеќе се наклонети кон техничките дед метал чинители во нивниот израз со прекрасно нагласени баслини на Ник, мелодични гитарски лидови на Али Тони и гролот и скрим на Джони Дейви. Се протнуваме со Beyond the Chemical Doorway во еден вонвременски портал и започнува интроспективното патешествие низ сопствените амбиси додека се лечат отворените рани на месечината. 40 минути во кои рокери немаат толку добри соло на гитари и бас, кој има константен наплив на звучна агресија со вресоците низ дисонантните делници. Многу уникатно албумско остварување кое е богатството на 2024 година. Сега дека не смеат да бидат заборавени и новите албуми на Flash God Apocalypse, The Black Dahlia Murder, Nile, Enteos Gatecreeper во рамките на Dead Metal поджанрот или пак Niles, 200 Step Wounds, Fulci, Брат, Estruella Green и Gigan во домените на Grindcore, кои беа гордоста на овој
екстремен музички жанр за оваа година, од кои нема да слушнеме ништо за жал, но најагресивните за вечерва ќе бидат белгиските death metal ветерани Aborted со Vault of Horrors, издаден за Nuclear Blast, 12-ти албум по Mania Cult од 2021 година. Ги издвојувам Aborted не само затоа што се врвен death metal бенд, туку дека Свенчо и неговата дружина направија супер албум, односно на секоја композиција гостува еден death metal, deathcore или grindcore великан. Така што од Shadow of Intent имаме член, од Flash God Apocalypse, од Despised Icon, од Cryptopsy, од Archspire, од Signs of the Swarm, од Off Sulfur, има гостување пред се на некои од композициите, така што тоа го прави делото да биде разноврсно, затоа што овие вокали носат нивен сензибилитет и се менуваат, односно адаптираат композициите на нив, така што има еден убав амалгам на различни стилови на гролови и скримови, а бластовите и тешкашките рифови се константа. Од рамките на Deathcore и Metalcore мора да се напоменат новите албуми на Within the Ruins, Darkest Hour, Oceano, како и Candy, Mirar, Better Lovers, Full of Hell, од кои ќе слушаме наредната епизода по неколку композиции, а во ова ќе го слушнеме мојот најомилен албум за оваа година, односно Knocked Loose и остварувањето You Won't Go Before You're Supposed To, третиот студиски албум издаден за Pure Noise, а по A Different Shade of Blue од 2019, на кој не обрнав многу внимание, признавам, се додека Джоле Осмат не ми го препорача името EP издание Tear in the Fabric of Life од 2021 и ме зарази со нив од тогаш и кога го издадува 27-минутно кондензирано парче на агресија и самиот не знам колку пати го преслушав, затоа што ако седнам да го слушам, барем 2 пати го преслушувам во еден наврат, затоа што сум ненаситен по овој звук, особено од вриштачкиот вокал на Брайан Гирис, кој ме плени со продорниот врезок, кој можам само да му подзавидам, бидејќи е препознатлив и експлозивен. Нема потреба да повторувам дека композицијата Suffocate, која максимално ја експлоатирав за промовирање на емисијата, на која гостува Попи, не само што е една од најзначајните екстремни композиции на годината, туку продрево Zeitgeistот, настапувајќи на дошт на ток-шоуто на Джими Кимел, каде не само што можеше тој регетон ритам да се слушне, туку и вресокот на Попи и Pig Squeal на Брайан, што е можеби еден од првите Pig Squeal-ови на национална телевизија, можеме да погледнеме, која значително ги вознемири пред се гледачите, на што Брайан соодветно возврати, прашувајќи се оплашивте? Супер. Така што во ова темпирана бомба од албум ги има препознатливите металкор и хардкор влијанија со моќни брейкдауни и доза на нью метал атоналности, гостува на албумот и Chris Motionless на Slaughterhouse 2, така што овој музички ураган се слуша во еден здив и мене ми послужи како орудие против музичкиот невкус на моите нововселени соседи кои ја труја населбата со турбопоп и турбофолк, па морав да се симнам на нивно ниво и да возвратам на ударот со Knocked Loose, чисто колку да знаат да не се опуштаат, така што овој албум имаше и општествена едукативна димензија, барем за мене и за моите соседи. За самиот крај на екстремниот блок, секако дека ќе слушнеме и малку музичко студенило, кое ќе ни го овозможа најпрви незаменливиот норвежанец Ишан, со неговиот истоимен албум, неговиот 8-ми студиски албум пред се по Амар од 2018 година, издаден за Candlelight, кој секако дека го знаете Ишан како конститутивен дел од великаните Emperor и Peccatum, но и знаменитите гостувања на албумите на Leprous, 9000, Loomis, Ulver, Arcturus и Zyklon B, кои за потребите на новиот албум ги продолжува експерименталните димензии до кои ги стегнува black metal чинителите, овој пат комбинирајќи ги со полнокрвна оркестрација, со гудачка свита која ја го надополнува пред се блекерското мелодично лудило, кое го креира Ишан, каде симфонијата содействува со скандинавското лудило и скримовите на Ишан. Човекот живее во иднина и за разлика од сите нас повремено ни дава можност да слушнеме албуми во кои ќе се деконструираат и хибридизираат музичките правци на еден прогресивен начин, преозначувајќи ја музиката која до тогаш сме ја знаеле, за да ги
согледаме незините бесконечни димензии пред се. Има и доста мрачни мелодии на албумот, знаеш што прави се има напиено музичката амброзија и е незапирлив творец. Во рамките на Black Metal поджанрон морам да ги напоменам и новите албуми, се разбира, на Ulcerate, Alcest, Gaerea, па и нежните вокали на Borknagar и Jotun имаат голем придонес за ново димензионирање на музичкиот правец, а за да ги означиме уште едни тенчачи на границите на правецот, ќе треба повторно да се симнеме кон нашиот југ, каде доаѓаат Jot Iria со нивниот албум Blazing Inferno, издаден за Edge Circle Productions, вторнивен студиски албум по As the Flame Withers од 2021 година, што значи мелодичен black metal е во прашање, изроден од оставнината на наследствата на Rotting Christ и Septic Flesh, а албумот го издвои не само поради неговата приемчивост и слушливост на овој окултистичен бенд, туку и поради мотивираноста за комбинирање со фолк елементи, односно гајдите и останатите дувачки инструменти во борбата против ангелите и демоните во пеколот, оставајќи крвави бојни полиња, за да доведе до унија на целестијалните битија, така што има одлични мелодични гитарски сола од Ники Небериус, како и скримовите на се извинувам, го прават овој албум за паметење од оваа година, кој ми се издвои некако од севкупната багра на истозвучни бендови кои се борат да бидат најтрве што можат, па затоа секојаш го фаворизирам уникатниот исчекор во секој музички жанр, а таков печат оставаат Jot Iria. Што значи дека во рамките на емисијата ја слушнеме четвртата композиција од новиот албум на Opeth, потоа слушаме Blood Incantation со првиот таблет на The Stargate, Job for a Cowboy со Beyond the Chemical Doorway, Aborted со Deadbringer, каде што гостува членот на Shadow of Intent, потоа Knock Loose ги слушаме со Suffocate со гостувањето на Poppy и ќе завршиме со Ishan со The Promethean Spark и Jot Iria со Rites of Blood and Ice. Уживајте! За самиот крај на емисијата ќе смириме малку топката и ќе слушнеме композиции кои се посродни на рок-н-рол музичките правци, па ако Darkwave и Gotrok се во прашање, тогаш мора да се напомена дека нови албуми снимија и Молчат дома, и The Cure, и Cemetery Skyline, по кој ќе се памти годината, а од оваа категоризација ќе го издвојам за вечера постпанк тексашаните Twin Tribes со нивниот албум Pendulum, нивниот четврт албум поред, издаден за Beso de Muerte Records по нивниот албум Altars од 2021 година, кои за мене се повеќе и повеќе докажуваат дека се соодветен наследник на мрачнотијата која беше се присутна во делата на Joy Division и Bauhaus, така што со овој албум ме торпедираат директно во 80-тите во ехот на нивните тапани кои што ги имаат, кои одекнуваат на секаде, заумни мелодии на синтесайзер и препознатливиот вокал на Луис и баслиниите на Джоел, а нивните композиции Monolith, Sanctuary и Another Life слободно може да се помешат со некоја Darkwave композиција и никогаш нема да препознаете дали се снимени денес или во минатото, така што овие момци на кои црнилото им истекува од нивните очи и тоа како се значајни за напоменување во Danse Macabre, Cemetery Skyline се нивната метализирана верзија кои ќе слушнеме во наредната емисија, меѓутоа до тогаш уживајте во Twin Tribes. А ова издание Danse Macabre ќе го завршиме со некој од музичките великани, кои оваа година има неколку албуми за паметење, како што тоа беа Beth Gibbons, Kim Gordon, но денес ќе одвоиме време за маестрото Дейвид Гилмор од Pink Floyd со неговиот пред се нов албум Luck and Strange, од петтиот негов нов соло албум, скоро деценија по Rattle Dead Lock од 2015 година, издаден за Sony, албум на чија насловна композиција има сајзер од сега веќе починатиот Ричард Рајт од неговиот бенд Pink Floyd и каде и што и да свири,
Гилмор, гитарските сола ќе бидат Pink Floydовски, километарски, милозвучни, со емоционален набој, без разлика дали се композициите спори или разиграни. Се гледа дека за овој албум го собрал друштвото во неговиот амбар, односно неговата штала, и направиле неколку джем сесии, од кои го изнел на површина најдоброто на своите somuzичари Роџер Ино, Гај Пред и ред други инструменталисти, оставајќи простори за неговата ќерка Романи да преземе вокалите на изданието, која исто така е харфистка во делото, која особено се истакнува на Between Two Points, додека пак Дейвид и неговите препознатливи напеви од 90-тите може да слушнете на Dark and Velvet Nights, кој станува меланхоличен на Signs и Scattered, а нивниот дух е највпечатлив на нивното заемниште во Yes, I Have a Ghost, во тој прекрасен дует. Знам дека никогаш нема да добиеме Waters и Гилмор да колаборираат, па секоја можност за уживање во соло албумите на двајцата представува пред се еден благодет за моите уши, за мене. Така што во продолжение на емисијата ќе ја слушнеме композицијата Another Life на Twin Tribes и ќе завршиме со Девид Гилмор и Luck and Strange. Јас сум Затко Ѓелески, го затворам 597-миот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, не бидете роб на медиокритети, слушајте музика по ваши афинитети.